Благодарам. Колешки, немаше да ви реплицирам ако не ги повторявате некои работи што гледам и министерката ги кажала тука, замина, ни остави. Вие расправајте се тука, што сакате кажувајте, јас ви кажа вака ќе биде и готово, како ние да сме на школо, кај неа Тани е учителка, па морате пишувајте сега домашна и тоа е. Значи, прво да ви кажам една работа. Овде и министерката напишала, како вие што кажавте, како минатата власт главно преку непродуктивни трошења во само еден сектор, градежништвото. Како е непродуктивно во градежништвото? Како е непродуктивно трошење во градежништвото? Па ако инвестирате во градежништвото, уште 32 други гранки развивате во државата. Уште 32 други сектори работат за градежништвото и имаат интерес градежништвото да напредува. Тоа е непродуктивно трошење. Сега ништо не се гради, пари пак се трошат. Понепродуктивно од тоа нема, да знаете, народот барем гледаше дека се гради, се прави нешто, се градеа училишта, болници, се градеше инфраструктура, се градеа многу објекти за државните институции кои плаќаа кирија, огромни кирии и се изградија доста такви објекти кои сега и заштедуваат на државата и државните институции и органи. Што се случува во моментов? Значи, не се инвестира таму, значи, вие инвестирате продуктивно. Во што е продуктивноста? Ако е продуктивноста тоа што спомнавте во фондот за иновации, ви кажав и минатиот пат, не вас, него во собранието тука кажав една работа. Значи, за да повторно дадете пари во фондот за иновации, треба да видите каде заминаа парите од првиот пат, од првата распределба на тие пари. И кои се ефектите од инвестирањето на тие пари кај тие луѓе. Кажете ми една иновација, кажете ми една фирма што го зголемила својот обрт, што го зголемила бројот на вработени, што направила некој нов продукт, нови услуги за граѓаните со кои и државата и таа фирма имала корист. И сега повторно ќе даваме пари за истата работа. Без таква анализа, значи јас сум веднаш тие пари да се скратат, прво да ја видиме анализата од првите пари. Друга работа. Повторно рековте расипничко трошење. Немајте тоа да го спомнувате, значи кога ќе спомнете расипничко трошење, треба да имате аргументи или треба вашата влада, тие што вие ги поддржувате, да се подобри, да се многу подобри, па да го кажете тоа расипничко многу лошо звучи. Ако за тоа работење викате расипничко, како да го крстиме сега ова работење? Сед да барам толку лош збор за да ви реплицирам. Нема со тоа да се служам, но ќе ве прашам две работи. Прво, пред една недела одев за прилеп преку Македонски Брод. На Пладне одев, вечерта се враќав. Никого не сретна во Македонски Брод. Значи, човек не сретна во Македонски Брод. Што се случува во Македонски Брод и што оваа влада инвестирала во Македонски Брод? Нема ни луѓе, готово, заминаа сите. А не знам нешто од индустрија и така натаму. Спомнавте и уште една работа, значи сега имало транспарентна поддршка за странските инвеститори. Кои странски инвеститори? Кого ќе поддржите? Јас не слушнав, нити прочитав некаде, ја читам секој ден сите портали ги читам, ништо нема конкретно.
Рековте сега за сите има иста бенефиција. Ако има иста бенефиција за сите, кој ќе дојде во Македонски Брод да инвестира? Сите ќе сакаат во Скопје, во Велес, во Гевгелија, во Кавадарци. Никој нема во Македонски Брод да дојде. А би дошол во Македонски Брод секој инвеститор ако му дадете поголема бенефиција. И тоа државата е должна да го направи затоа што државата мора да прави равномерен економски развој. Вака што ќе се случи? Сега во моментов сите идеме во Скопје, изгледа Скопје дека е полно, но видете какво е Скопје во сабота, во недел, колку граѓани има. Значи, сите идат од Велес, од Гевгелија, од Куманово, од Тетово, од Гостивар, од Кичево во Скопје и преку во работните денови има луѓе. Бројот на населението се намалува, а кај вас во Македонски Брод ќе нема жители уште малку ако не се направи нешто со поддршка на владата. Значи, јас ќе ја поддржам владата ако некого бенефицира, некој странски инвеститор, нека дојде во Македонски Брод, нека инвестира, нека има луѓето што да работат. Тоа е економија. Затоа што кај приватниот капитал нема чувства. Нив не ги интересира како живеат луѓето во Македонски Брод и во Кичев. Нив ги интересира да вложат, да направат поголем профит. А поголем профит се прави ако имаш добра локација, ако немаш многу пат за да ги донесеш, за да ги однесеш производите до Солун, да ги продаваш во цел свет и суровините да можеш побрзо и поевтино да ги донесеш. Затоа ќе ве замолам да не ги употребувате овие зборови, затоа што зборувајќи вака дојдовме до оваа ситуација. Владата е должна, уште еднаш ви кажав, за сите неразвиени региони да води повеќе грижа и да даде поголеми бенефиции на било кој инвеститор, странски, домашен, за да инвестира во помалите и руралните подрачја. Инаку вака, како што сме тргнале, нема далеко да стигнеме. Благодарам. Контрареплика, колешката Анета Симонска-Димовска. Ви благодарам.